Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Овие избори за жал ги одбележува едно грозоморно убиство. Носителот на листата на советници во градот Кичево, Али Табази, подлегна на повредите во огнената престрелка која се случи минатата недела. Ова убиство се одвива кога политичката кампања е во пол нек. Почина со граѓанин албанец кој беше вклучен и водеше политичка кампања. Има огромна црна дамка. Ова е прво убиство во Македонија на човек активно вклучен во изборната кампања и човек кој е на советничка листа. Ова се најлошо организираните изборни процеси досега. И овој грозоморен инцидент не е единствениот. Во периодот на политичка кампања имаме пукање, физички напад и пукнат череп на друг кандидат за градоначалник, полициска тортура врз кандидат за градоначалник, запалена куќа од причини кои еве се уште не се познати официјално на полицијата, искршени штабови на повеќе опозициони партии, учество на членови на општински изборни комисии во политичка кампања на Социјалдемократскиот сојуз, политичка хајка преку монтирани кривични пријави против градоначалници и што ли уште не. ВМРО ДПМН предупредуваше дека ова лудило мора да престане и дека прашање на време е кога ќе се случи најлошото, да биде одземен човечки живот. Но еве и тоа и се случи. Институциите на власта демонстрираат неспособност да обезбедат мирно и фер спроведување на предизборниот период. Тие се најповикани за тоа, а во нивни раце се и механизмите за обезбедување на редот. Загрижувачки е што во дел од случаите тие се и активен учесник во целиот процес на нарушување на изборниот процес. Ова ли е животот кој премиерот Зоран Заев го ветуваше? Повикуваме што побрзо расветлување на сите инциденти и сериозни нарушување на изборниот процес. Правдата мора да биде задоволена. Видлив е стравот и нервозата во редовите на Социјалдемократскиот сојуз од изборниот пораз. И ќе порачам дека ваквата неспособност ќе биде победена. Народот во огромно мнозинство ќе излезе и ќе ги казни за се она што и го прават на државата. ВМРО ДПМН ќе победи народот кој добро знае што се случува. Мора да се стави крај на ова лудило. Сите заедно, македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци, сите сложно да ставиме крај на ова дивење, помрачување и враќање во времината на криминалот од 90-тите години. На Македонија треба ново утро, нови победи. Ви благодарам.